Добро вечер од мене. Прво, благодарам на поканата на домакинот како апелационо подрачје. Навистина, пиејќи кафе во Струмица, вика доаѓаат судиите од највисоките судови во Македонија, вклучително и Судскиот совет, Врховниот суд, но и апелационите судови. Со задоволство ја прифатив поканата. Јас живеам во Струмица, семејството ми е тука и велам зошто не, ќе ми биде драго, а и прилика е навистина во екот на подготвувањето на законските решенија да дојдам или со министерот или со заменикот министер да поразговараме. Благодарам на председателката на апелационо подрачје, апелационен суд Битола за поканата исто така која што ја добив и формално. После тоа и Центарот за како беше градење на политики и анализи кој што го направи тоа. Сакам посебно да ги поздравам високите гости, председателот на Судскиот совет, председателот на Врховниот суд, членовите на Врховниот суд, председателите на апелационите судови, членовите на апелационите судови. За мене е чест што сте во Струмица, вака работна, динамична половина седмица, така да ја кажам. Верувам ќе извлечете полза од тоа и ќе дозволите еден формален дел, еден осврт заради тоа што се подготвив за средбата, заради тоа што сакам и да испратам порака за дел од вас кои што не сте членови на Советот за реформи, повеќе потекнуваат одредени работи од Советот за реформи, кои што секако ќе бидат наше секојдневија, ваша севкупна пракса, заради тоа што вие сте практичарите во државата, кои што тоа треба понатамо да го практикува. Правдата често пати на луѓето им е потешка од неправдата, рекол некој мислител. Голема е одговорноста да се биде носител на правда и да се биде праведен. Потребни се добри закони, потребно е почитување на законите од судската, извршната, законодавната власт, од институциите, од секој професионалец и секој граѓанин поединечно. Потребно е и свест и совест дека само општество поставено на правда и правичност носи мир и е добро место за живење на граѓаните. Значи, затоа како извршна власт, со вас судиите, исто така и со обвинителите, стручната јавност, се обидуваме да ги согласиме законите според европското законодавство и препораките што се бараат во поглавието за правосудство во преговарачкиот процес што очекуваме да почне со Европската унија. Но клучна обврска за вас како судии и на сите нас како држава е да обезбедиме конечно функционална правна држава. Правото и правдата мора да бидат достапни за секој граѓанин и да важат неселективно подеднакво за сите. Апелирам вие да си ја работите работата според совест и законите, непристрасно, објективно, професионално, без прифаќање странични влијанија, од кого и да доаѓа тие влијанија. Законите ве штитат, а законите во оваа држава се спроведуваат и ќе се спроведуваат. Правото за извршување на правдата е во ваши раце и одговорноста за реализација на правдата е исто така ваша. Еве ќе искористам приликата да се обврзам дека како извршна власт ќе го направиме она што е наша должност, да ги обезбедиме сите потребни услови за да функционира ефикасно правната држава во Македонија. За тоа се обврзуваме пред граѓаните, тоа ни е обврска и како држава, за да ги почнеме преговорите со Европската унија во јуни и да станеме членка на Европската унија. Ефикасен правен систем ни е потребен и за членство во НАТО, што очекуваме да се случи многу скоро, почнувајќи го процесот веќе уште од февруари. Редно е да покажеме заедно дека може Македонија да биде пример и во обезбедувањето на правото како врвно и демократско човеково право. Дебата има и ќе има понатаму, но важно е ние да знаеме дека делиме правда. Почитувани судии и присутни, важните закони што се однесуваат на ефикасното правосудство очекуваме до нова година да влезат сите во собраниска процедура. Предлог законите за изменување и дополнување на Законот за судови и Законот за Судски совет на Република Македонија се работени од стручната работна група составена од судии, професори, поранешни судии на Судот за човекови права во Страсбур, членови на Судскиот совет на Република Македонија и така натаму. Измените и дополнувањата се согласно препораките дадени од Венецијанската комисија, Греко и оценската мисија на ТАЕКС за обука на судии и јавни обвинители според насоките утврдени во стратегијата за реформи на правосудниот сектор, а ја поминаа и расправата во Советот за реформа на правосудниот сектор и како што сум информиран, нивното донесување е поздравено.
Со измените што се предвидени во законите се врши редефинирање на изборот на членови на судскиот совет од редот на највисоките судии. Законски се дефинираат условите истакнат правник за избор на член на судскиот совет на предлог на Собранието на Република Македонија и на председателот на Република Македонија. Се воведува категорија на млади правници, се врши редефинирање на критериумите за напредување судија во повисок суд, се утврдуваат законски основ за донесување кодекс на судска етика за судии и судии поротници, се пропишуваат критериуми за утврдување на индивидуална одговорност за членови на судски совет во вршење на нивната функција, се менува концептот на оценување на судии заради напредување и целосно се уредуваат основите на дисциплинско казнување согласно препораките на Венецијанската комисија. Односно, оние кои што беа оставени, дури и нив ги тргнавме на крајот, кои што навистина беа едно бреме, една тежина. Еве и по-конкретно. Со предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите се воведува категоријата млади судии или судии избрани во основен суд со проширена надлежност со судски стаж до 2 години да може да работат само на предмети од надлежност на суд со основна надлежност, односно полесни предмети. Основните судови на Кичево, Кавадарци и Гевгелија добиваат проширена надлежност. Анализите покажуваат дека овие судови континуирано низ годините имаат предмети изразено над просекот на предмети што го имаат судовите со основна надлежност. Ваквата поставеност негативно влијае на секојдневното работење на правните лица за кои што е надлежен основниот суд во Велес. И така индиректно и на целокупното пазарно работење и на развојот на стопанството во јужните делови на Македонија. Негативните ефекти од моменталниот статус на основните судови во Кичево, Кавадарци и Гевгелија како судови со основна надлежност има и во кривичното право. Имено, меѓународните стандарди предвидуваат посебен третман на децата сторители на кривични дела, што треба да биде остварен во нивното место на живење. Ваквите меѓународни стандарди се неостварливи доколку судот е значително оддалечен од местото на живење на детето. Целта на измените на оваа одредба е остварување на полесен и поефикасен пристап до правдата на голем број граѓани на Република Македонија. Се предвидува надлежноста на Судскиот совет на Република Македонија да го утврдува оптималниот број на судии и судии поротници по судовите. Оваа измена се предлага согласно забелешките на оценската мисија на ТАЙЕКС за обука на судии и јавни обвинители, извршена во април оваа година, а согласно кое што не постои планирање на човечки ресурси и нема стратешко планирање за вработување судии или јавни обвинители, ниту за правни соработници и друг помошен персонал, а огласот за суди и јавни обвинители од страна на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители се чини дека е направен по случаен избор. Советот располага со сите потребни статистички показатели, како што се број на суди и стручен персонал, број на предмети по судови по област, движење на предмети по години и согласно ново предвидената надлежност, тој мора да ја следи работата на судовите и судиите има капацитет за исполнување на наведената обврска. Се овозможува во случај на полесен облик на повреда на основите за разрешување судии, судијата да може да му биде изречена дисциплинска мерка наместо разрешување согласно препораката на Венецијанската комисија. Воедно се предлага разрешување судија од судска функција да биде можно само ако повредата е сторена со намера или очигледна небрежност по вина на судијата, без оправдани причини и повредата да предизвикала сериозни последици. Што се однесува до позначајните измени во предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија, се врши дефинирање на поимот истакнат правник како член на Советот избран од Собранието. Се предлага тие да бидат од редот на универзитетските професори по право, адвокати, поранешни судии на Уставен суд или Меѓународен суд. Се пропишуваат основите и постапките за изземање и за поднесување барање за дисциплинска постапка за член на Советот, согласно препораката на Венецијанската комисија, во делот на непостоење одредба за утврдување одговорност на членовите на Советот во вршењето на нивната функција во самиот Совет.
Се прошируваат основите за престанок на судската функција и во случај ако на судијата во вршење на судската функција му е изречена прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност за дело поврзано со злоупотреба на судската функција. Оценката е дека ова дополнување е неопходно, имајќи предвид дека во конкретниот случај судијата целосно го изгубил кредибилитетот за вршење на функција. Се воведува нов концепт на оценување судии само во случај на напредување во суд од ист степен, повисок суд или за претседател на суд. Целосно е постапено по забелешките на Венецијанската комисија, која што укажува дека оценувањето на судијата мора да биде одвоено од системот за казнување, односно да се отстрани критериумот на оценување заради казнување на судијата. Во финална подготовка се и законот за судска служба. Во делот на кривичното законодавство, најзначаен дел се измените што се однесуваат на криминалот на омраза, а се пропишуваат и нови кривични дела, како што е попречување на правдата. Во финална подготовка се и законите што се однесуваат на обвинителската дејност, и затоа она што сакав да го споделам денеска со вас е истовремено и да мотивирам дебата за одредени работи. Јас имам намера да останам после тоа, па да издебатираме преку оваа прилика која што имам. Благодарам што учествувам со своји забелешки, сугестии и коментари во реформите на правосудството. Клучно е секако вашето мислење, бидејќи сте токму вие спроводниците на правдата. За да поминат законите во парламентот, потребно е двотретинско мнозинство во парламентот за барем дел од законите. Ние сме во контакти со опозицијата и веруваме дека ќе биде дадена широка и политичка и општествена поддршка. Да ја хармонизираме судската практика, да ги осогласиме законите со законодавството на Европската Унија, да обезбедиме правдата во нашата држава и секако сите да го споделиме чувството како спокојни и заштитени во еден ефикасен, фер и правичен правосуден систем. Останувам со повик до сите вас, надлежните институции и поединците, да ја сватиме сериозно оваа обврска, за да ги донесеме законите до март и да почнеме со нивна ефикасна реализација. Првото поглавје кое што очекуваме да се отвори токму поглавието 23. И јас верувам дека реформите во правосудството во Македонија ќе бидат успешно завршени, а пред се нивната имплементација ќе блеска. Благодарам.